До крајот на годината ќе важат возачките дозволи со старото име на државата Република Македонија. Собранието вчера попладне ги усвои законските измени на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Законските измени беа усвоени со 90 гласа за и ниту еден против и воздржан по скратена постапка. Промената на законот се случува откако претходно Министерството за внатрешни работи објави дека возачките дозволи со името Република Македонија нема да важат по 12 февруари ниво државата, а во случај на настаната штета при евентуална сообраќајна несреќа поради невалидната возачка дозвола, граѓаните кои немаат валидна возачка дозвола ќе мора да ги сносат последиците околу евентуалната штета. Во однос на налепниците за регистарски таблички, Тошковски рече дека околу 350.000 налепници се дистрибуирани до станиците за технички преглед. Рокот за обновување на старите таблички со 3 бројки, со и без ознака МК, исто важи до 31 декември. Според Тошковски, временскиот период од 10 до 11 месеци е реален за да се направи целата замена на возачки дозволи и лични карти, но ги повика граѓаните да не чекаат, туку да продолжат во континуитет да ги менуваат личните карти и дозволите. Во однос на патните исправи, според Тошковски, претпоставката е дека некаде околу 650.000 граѓани имаат важечки пасош со името Република Македонија. Моментално има уште околу 5.000 македонски и 10.000 албански образци. Министерот Тошковски најави дека до крајот на месецот треба да пристигнат околу 250.000 образци. Договорот од Преспа стапи на сила на 12 февруари 2019 година, со што важноста на пасошите со старото име истекува 5 години подоцна односно на 12 февруари годинава.